Снајди се сам и дојди до Москва. Ваков одговор од надлежните добил македонецот Дејан Антониевиќ, кој поради работни обврски останал заглавен во Ташкент, главниот град на Узбекистан. Повеќе од 4 недели моли за помош да се врати дома. Вели аеродромите се затворени, а за да се излезе на улица потребна е дозвола за движење. Од амбасадорката во Москва добил само празни ветувања. Дојдете до Москва или до Виена. А дојдете до Виена, верувајте ми, не ми е потребна амбасада. Јас не можам на Ташкент, веќе затворен аеродромот во Сточи, не можам од Ташкент да дојдам до Москва или до Виена. Истанбул. Тоа е проблем. На полјата тоа не може да го разбере или не сека да го разбере. Подготвен е вели сам да си ја купи авионската карта, но и да седи во државен карантин. Гневен на властите кои дури 2 пати вратија македонски граѓани од јужноамериканските држави, кои вели се двојно подалеку од неговата дестинација. Интерес да го извлечат нема, оти бил единствениот македонец во оваа поранешна Советска република. Имаше 2 лета, значи од Перу, со не знам колку луѓе, 5-10 луѓе, не еден туку 2 лета. Тие значи до Европа се 2 пати поголема дистанца, не еден туку 2 лета имало, а нема ни еден за Узбекистан. И тоа го пишав исто во имейл, но нема никаков одговор. Значи, предпоставам тоа се некои луѓе изгледат поважни од обични граѓани на Македонија. Неофицијално 20 на македонски државјани во Русија чекаат да бидат вратени дома со така наречените хуманитарни летови на владата, а нивното враќање се планира за почетокот на следниот месец.